Благодарам. Почитувани граѓани, овој закон за професионалните војници за кој што денес расправаме е законот кој што Социјалдемократскиот сојуз го предлагаше дури од 2010 година. А ВМРО-ДПМН во претходните 3-4 години упорно го одбиваше донесувањето на овој закон, практично со идентичен текст каков што е денеска. Денес ВМРО-ДПМН образложува и се залага за закон кој што буквално го украде од програмата на Социјалдемократскиот сојуз, и за тоа релевантен доказ имате во програмата која што СДСМ имаше на парламентарните избори во 2011 година. Откако премиерот Груевски и неговата дружина околу него пресметаат дека пред председателските, а можеби и пред парламентарните избори, ќе им бидат потребни гласовите на определен број на професионални војници и уште побитно членовите на нивните семејства, решија по скратена постапка да го донесат законот непосредно пред изборите, уште на првиот ден по распишувањето на редовните председателски избори. За овој закон Социјалдемократскиот сојуз се залагаше од 2010 година, па во 2012 година, во континуитет се до денес. Но вие, почитувани колеги, пратениците на Груевски и неговите министри, откако 3 или 4 години жестоко го напаѓавте тоа што СДСМ го предлага, денес, како попчиња, ќе гласате за законот кој што го предложи СДСМ во 2010 година. Трагично е што тогаш не смогнавте сили да ги надминете предрасудите и партиските директиви кои што беа упатени до вас и да го поддржите законот во оваа форма и законски измени што СДСМ уште тогаш ги предлагаше. Во 2010 и во 2012 година СДСМ предложи амандмани со чие прифаќање овој закон ќе беше донесен во таква форма каква што е буквално денес. Затоа тогаш не беше пријавено, бидејќи стилот на Груевски е прво 4 години да се игра со 4000 човечки судбини, исто така и со нивните семејства, а денес и вие, и Груевски, и Емил Димитриев, и Коњановски да каже: извинете се, шалевме тогаш, ама еве сега ќе бидеме сериозни. Оваа така наречена игра на нерви може да игра само влада како оваа на Груевски. Да се калкулира безобразно до крајниот момент, да се уништуваат човечки судбини, луѓе и семејства, а потоа пред избори да им се фрли коска на гладните граѓани. Времето во кое што, почитувани колеги, го носите овој закон, актуелниот политички миг, кажува се, ова денес представува чиста уцена, притисок, угнетување, закања и најважно крадење. Затоа што овој закон не е ниту на Груевски, не е ниту на владата, не е ниту на вас, пратениците од ВМРО-ДПМН, овој закон е украден од програмата на СДСМ. Денес, повторувам, вие ќе гласате за закон на СДСМ. Еве ги, почитувани колеги, првите амандмани што ги предложи во февруари 2010 година. Ако тогаш основниот закон што се предлагаше, овие амандмани кажува дека ќе се движиме по 3 круцијални основи на кои што тогаш, а и сега се темели овој закон. А тоа се: прво, да се продолжи старосната граница од 38 на 45 години за професионалните војници, потоа професионалниот војник да биде во резервниот состав до 55 години и за тоа во тие 10 години да зима паричен надомест. Понатаму, второ, по завршувањето на договорот на професионалниот војник, тој да има друг избор, освен предходниот, односно да има вработување во администрацијата, пред се тука укажувавме на граничната полиција и други органи на владата на Република Македонија, и на крајот како трет амандман, кој што тогаш го одбивавте, а денес се прифаќате, понудивме
компромисно решение во кое што велевме ако овие два амандмани не бидат прифатени, тогаш да им се даде на тие професионални војници кои што наполнуваат 38 години им престанува професионалниот воен рок, да им дадете 15.000 евра отпремнина. Тогаш во 2010 година за Груевски ништо од ова предложено не беше прифатливо. Тогаш Емил Димитриев, сегашниот генерален секретар на ВМРО-ДПМН и заменик министер за одбрана, истакна дека секаква споредба со останатите НАТО, европски и балкански армии, во која е решена на сличен начин старосната граница на професионалните војници, паѓа во вода. Тогаш тврдевте дека, Емил Димитриев, цитирам, големината на самите армии што ги спомнавте, а тогаш ги кажав примерите на другите европски армии, дозволува да имат и повисока старосна граница, бидејќи тие имаат доволно оперативни единици за дејство и логистика. Бројната состојба на АРМА не го дозволува тоа од проста причина. Еве, почитувани колеги, како лажевте. Ова е стенограмот на Емил Димитриев, вашиот генерален секретар, кој што во 2010 година лажеше. Сакам да ве прашам, во 2010 година што се случи кај вас и кај Емил Димитриев? Што касните 3-4 години? Да ве го прашам, Емил Димитриев се зголеми АРМА, нови оперативни единици има во Министерството за одбрана, со кој буџет, со најмалку одвоени средства за армијата на Република Македонија досега, од буџетот за 2014 година. И сега, наеднаш, има пари. Лажевте тогаш, во 2010 година, на собраниска седница овдека, лажевте 4 години за причините заради кои што не ги прифативте амандманите на СДСМ тогаш и ги прифативте само овие два амандмани тогаш. А беа вкупно 13, меѓу кои што се и денешните измени во овој закон. Докази дека ова е закон на СДСМ кој што сме го предлагале пред вас пред 4 години. На 6 април, еве го стенограмот, истакнав дека само СДСМ во својата програма под наслов Одбрана и НАТО интеграција застана зад барањата на професионалните војници. ДПМН и Груевски тогаш, после 8 години на власт, дури денес решија дека треба да им го реши статусот на овие војници. Причината е следна. Груевски се соочува со големо, огромно незадоволство од овие професионални војници и од страна на оваа категорија на граѓани, па сега пред избори за ситни поени ќе гласа за овој закон, кој што вие и Груевски го подценувавте пред 4 години. 4 години стотици војници беа дискриминирани, омаловажувани и дисквалификувани, беа принудени своето незадоволство, своите барања да ги искажат на улица, на протести. Овие војници беа изложени на најсурова партиска дискриминација, а влезницата во Министерството за одбрана и во службите на армијата на Република Македонија беше само црвената книжка на ВМРО-ДПМН. Овие луѓе излегоа на улица за да си ги бараат своите права, а денес Груевски сака да им порача дека решавањето на нивниот статус е заслуга на оваа негова влада. Ова, господа пратеници, не е вистина, затоа што вистината е дека народот, дека професионалните војници го добија што тоа сами си го издействува, односно што си го бара. Ова прашање требаше да биде решено во 2010 година. На крајот, колку што ми дозволува времето, само да кажам дека овие војници паметат кога на 25.9.2009 година актуелниот министер Коњановски ги излажа дека ќе им го реши проблемот, паметат дека на 30.12.2009 година војниците беа повикани на средба во кабинетот на Коњановски и тогаш ги излача за месечен надомест од 8.000 денари, ништо не им исплати. Паметат кога беше формирано координативното тело на професионалните војници и независниот синдикат на 1.3.2012 година. Паметат со какви притисоци се соочува тогаш, па богами и сега. Војниците исто така паметат дека на 6.3.2012 година координативното тело
побара да присуствува на седниците на комисијата и на оваа парламентарна седница и не им беше дозволено од лицето Трајко Белјановски и Бога ми верувајте дека дефинитивно нема да ви донесат поени пред избори овие закони кои што ги предлагате, а се украдени од програмата на СДСМ. Ние како политичка партија ќе го поддржиме затоа што ова е наше дело.